Денес ќе ви презентираме поинакво возило на Toyota. Најмалото возило во рангот комбиња во гамата на Toyota, а сепак со огромни капацитети. Toyota Pro Ace City Van. За лица и компании кои сакаат ефикасност, економичност, практичност при завршување на своите бизнис обврски, ова е совршеното возило за вас. Toyota со Pro Ace City Van влегува во најголемиот и најпродаван сегмент на лесни комерцијални возила. Под хауба на ова возило се крие еден 5 дизел мотор со 100 коња, 6 брзински менувач, со потрошувачка од 4 литри на 100 км. Еме простран, сите обврски завршени, еме економичен. Pro Ace City Van ќе ви овозможи брз, лесен и безбеден транспорт на стоките и производите, кои ќе ги сместите во волумен од 3,9 метри кубни. Носивоста му е 1000 килограми, 13 луѓе како мене, а исто така собира и 2 евро палети. Не ви се верува, нели? Како и сите возила на Toyota, така и ова подлежи на 10 годишна гаранција. А што се однесува до интервалот на сервисирање, се препорачува да се прави на секој изминати 20.000 километри. Затоа дојдете уште денес во салонот на Toyota и одберете си возило кое е создадено за вашиот бизнес. Дечки, фала многу што дојдовте и супер, ќе биде све супер, само знаеш, нешто морам да ви известам на старт. Значи имам проблем, стар човек сум, не знам, некако не се снаоѓам со имиња се почесто и знаеш, имам проблем со она, со речи го, со она. Со меморијата? Меморијата, ете така, фала многу. Значи имам проблем со меморија, дај се еден по еден, молим те да ми се представите за знаеш, да не утнам во емисија. Ајде. Поце, Перо, Ристо, Мичачи. Ето, така си пишуваат сега, нема шанси да ве заборавам, значи Перо, Поце, Ристо, Мичо од бендот. Како беше? Не запишав, како се викаше бендот? Меморија. Меморијата, ете така, фала многу. Значи имам проблем, стар човек сум, не знам, некако не се снаоѓам со имиња се почесто и знаеш, имам проблем со она, со речи го, со она. Со меморијата? Меморијата, ете така, фала многу. Значи имам проблем со меморија, дај се еден по еден, молим те да ми се представите за знаеш, да не утнам во емисија. Ајде. Поце, Перо, Ристо, Мичачи. Ето, така си пишуваат сега, нема шанси да ве заборавам, значи Перо, Поце, Ристо, Мичо од бендот. Како беше? Не запишав, како се викаше бендот? Меморија. Прекрасно! Добре дојдовте во нова епизода, еден на еден падна стотката од басот на Андреја. Јас се извинувам за мојот глас, ама цела вечер ја пробуваме песната. И имавме и текст, ама некако не беше за пред камери да се испеем. Добро излезе се. Ја заборавивме како беше обичната шпица, не сме баш добри со меморијата, ама ова ќе го поправиме многу брзо бидејќи денеска. За концертот на 11 јуни стадион на АРМ се тука токму членовите на култниот бенд Меморија бенде спремни да ги најавиме. Перо Камиказа, Поце, Ристо и Мичо! Како? Чекай, мора вака да седи тој на страна. Слушај, бендов има двајца пејачи, има двајца гитаристи. Да. Кога Цале беше на некој
одмор нешто 10 дена. Добро. Синот на Мичо го менуваше, значи двајца бубњари потенцијални. А, Така кажеме, цале. Жоро. Ама има еден басист, не, тоа е, така И треба да 20 биде. клавиатуристи. И 20 клавиатуристи, извини, да, така. е. Тие со Мичо од мало се знае, малски сме. Малски сне. 11 јуни луѓе, стадион на Арама. И сега матура е како слоганче, како да кажам. Зошто пишува матура на овие ки вижуалите што ги викаме, нели, на билборди, на Идејата е автобуси? дека многу пати сме се собирале сите во некакви разни кафани Да. и се тоа било претесно за тие класоите. Ние од Никола Карев, например, бевме 6 класа, кога ќе собереш 180 души или 150 отприлike се собиравме, секаде ни беше претесно. Да. И едноставно се роди идејата дека сите нешто прават матура, може да дојдат на нашиот концерт и да биде тоа урнебесна матура, бидејќи нели ние имаме една песна што ја пее Ристо, ја бев уорце она у Брос, гимназии, таа е друго време една од скроз. љубавите. А ова Снежно важи за Снежана, сите да. гимназии, Снежно. дури и за оние што не биле само гимназии, него што биле и Коце Металец, Јемуц, Јетуц. Тоа е, а видиш, не ми текна. 11 јуни, демек 10 завршува школска година. Браво! Следниот ден, Жаре, шуркај се 10 на меморија. point. Добро, не беше тешко да го сватам, кој размислам. Чекај. Да, се што е врзано со 10 јуни и 11 да. И како оди, Лесно се како оди продажба? Пратите такви работи, се замарате со такви работи? Секоја вечер Да? пуштам репорт. Не зезе. Секоја вечер. Е, како, Сега има види, Вибер чат? Како? емисијата ќе ти оди многу касно, до тога сигурно ќе имаме повеќе од 70% продадено. Точно, снимаме порано. Да, сега е во моментот кога се ја снимаме емисијата, има повеќе од 3000 карти Да, ама продадено. снимаме, баца, многу Така, пред. тоа значи дека Та викаш, генерално мотивот секоја вечер им го пуштам како ќе заврши она онлайн продажба и така натаму. Имате каква Вибер група, WhatsApp група, кај комуницирате? Вибер. Вибер? Да. И што се муавите? Убер Вибер. Што се Убер муавите Вибер. на Вибер? Што Кој се што збори? испил, кој што издел. Утре што ќе пробаме. Се четува ревносно или така? Понекогаш знае да Каков трае. интензитет? Е, и у 2 ноќаска стигаат некои. Има? Све. Купи, продај, ова. Одлично. Може нешто да се открие, какво изненадување може да има? Нешто. Сега ти ја купи ќе дојде од Германија. Тоа е Чека, Конкорд. од Конкорд Оригиналниот пејач. Конкорд, пејачот на Конкорд. високи Он доаѓа, штикли да. црни чорапи, Ајде, оригиналниот така. пејач ќе дојде и што ќе се случува? Сико. Ќе го пеат заедно со поци. Ќе се деси високи штикли и црни Ќе чорапи. Ќе се пее хитот. Ќе се пее. И да и Венко исто се. И Венко гитара. И Венко. Тоа е таа Тоа е комбинација одлично. што се заедно, цел живот заедно. Добро, тоа е окей изненадување, убаво. Нешто друго поцет? Нема рачуни Нешто дека окей? А? сега нема наступено Се- кујност, они не кеше ни друго- порано. Тоа се Да. Да Тоа е кажеме филигран. друго или Значи, нема Ова е настапено друго. од концертот во универзална Ова е сала. специјално за Сега, ова. пред колку време? Кога свира Конкорд? Охо, Крајот на има- 80-тите. Замисли. Добро, одлично. Едва и чекаме, тоа ќе биде добро. Како е кога се собирате, знаеш, од кој аспект? Периоди, верувам, сте биле, посебно кога сте свиреле, интензивно заедно. Па после не, па после пак, па после не, нели? Стандардно како секој бенд што трае, вака колку вас. Во овој момент, пример, кога ќе се соберете, енергијата е да речам, пријателско од што било порано, исто, не е исто. Какво е чувството? Исто на кај квасец. Така? Само не знам дали оној тазе што е у коцка или оној у прашак. Да. Не се разбирам кој на многу подсет да ти кажам право. Не знам. А певе сте тука во кафанче некој предпоставам, дапче се цепа гледам. Да, нема да го кажеме, па, наше. зошто да не? Да. Ова Кај кога е? Лавче, кај Ова е Жути, мораме Жути тазе да го ова или не? поздравиме. Ова исто специјално изолира соба за нас. Кога беше Ова е ковидов. Жутиот за нас изолираше со ова. Изолациона соба, нели Да. у време на корона и Ковид првото и- собирање и се изолиравме горе на еден Чекај, спрат. овде до негде паѓа договор за концертов или Не, не? веќе од проба доаѓаме. Овде, ова ти е, слушај, ова ти е фаза Видиш како 1. сме измачени, Ова е сите фаза, изморени се од договараме. прва, човек. Чекај, Што ова е ќе фаза ставиме на 1. бело? Ова е празен настал се. А после тоа се дешава друго. Се надевам Фаза дека нема два, вака да три. остане, да. Останува така. Првиот концерт на меморија. Кој е? Кога е? Меморија има Е, па сети се. Кој е прв концерт? 80 и пета, Чека, шеста. памтиш кој е, точно? Од оваа постава тогаш не Не, од првата. Првата постава беше со Кога да Зоци, речем така, добро? Зоци Илич
Тоа е првиот пејач на меморија, Дејан Миновски, Антонио Димитриевски на тапани и Ристо Ице, кој е сега директор на Сител, Јовковски на Сител технички директор. Тоа е првата постава и беше Валентино Скендеровски 85-та година првиот настап, да. Тој машал. Чекај, овие сликите те потсетуваат на нешто, знаеш? Ова е тој бенд, тука е Јаблан пее. Значи Зоци е веќе почина, тоа е 86-та-7. 2 години од кога Зоци си отиде од меморија. И сега во тие, да речем, први години, популарноста како? Веднаш скокна или како беше? Постепено? Види, меморија е благодарење почетокот и силата која ја земавме по песната Нена, Да, која добро. стана прва на сите топ листи во бивша Југославија. Значи беше со 7-8 недели скоро секаде, од Љубљана до Скопје. И едноставно тогаш тргнавме некаква турнеја, правевме хейт-трик, во Белград свиревме по 3 концерта во иста вечер. И интересно е тоа што Нена беше цела на македонски јазик, значи и тоа беше по прв пат некоја македонска песна од рок-н-рол Да се бенд проби. да се пробие и да тера по сите тие топ листи. Така, така. И сега во сите тие години, еве тебе ќе те прашам, а другиве да дополнат после. Кога меморија била најпопуларна? Секогаш. Добро, ама кога била најголема хистеријата, онака, бидејќи сте доживеле моменти што биле баш... Значи, онака. има, да, 92 Мичо, година. така, ти така чувствуваш, да е, ама, стоја, треба... Еве, Се ти Мичо, прави кажи. секој место. Недела дена имаше еден момент, у недела дена апсолутно секој ден. Секој ден. Секоја вечер, нели? Понеделник, вторник, среда. Но во Кочани 2 у една А вечер. не само таму, поише Па, место имаш. Ја тоа, да. Облеше во Добро, Зрбовци како почели. функционира тоа 3 во една вечер? Како може да се од 5 до изорганизира 7, се? Пошто не свирите пола Од 5 саат. до Епа 7, гориво бе? од 8 до 9 Гориво. и од 11 до 1. Кино утро, надне, и вечерно, и терај води друг град. Ова Мичо што го спомна е многу интересно, Тоде од Hard Rock. Не Добро. знам, ти си помал, Како може не да го го знаеш, знам, да. може не го знаеш. Да. И да ме се договорам со него за Hard Rock. Четврток ни го дава, не ни дава За да сабота свирите. никако, да свириме. И му викам, ќе правиме 2 концерта еден по друг. И сега си одсмеен, како ме вика два ќе правите? Му викам, така бе, кино утро, кино напредак. Му викам, тапкароши пред врата. Вика, бе, и вака, не ти наплаќам, вика, уопште сала, вика, ако напуните еден, за двата, вика, ако напуниш, и ќе те частам, вика, што сакаш. И се деси тачно тоа што он го кажа само како да имал контра. Ова ли е хартон? Ова е Hard Rock. Да. Фуфу пици плаќаше ли? Да, Фуфо ни беше спонзор тогаш. Ако случајно тој да ни побараше пари, тоа беа парите за салата. Така. Тоа е тајната. И Убава слика, оде баш се гледа да, на дива атмосфера, 1500 карти продадовме на првиот концерт, кај што беа се помлада публика. Так. Заврши концертот во 11:10, излегува, у 12 влегува други до 2. И Тоде вика, ова да ми раскаже, ел некој вика, никогаш нема да поверувам. Видов со своји очи, вика, свети од мене, вика, и да тераш друг пат имате кога сакате Hard Rock од нас. И слушай, кажи поце. Извини, гледам Далфуфо, така? Аха. А Далметфу, ние му го отворивме со лента и со пар боци од виски на 8 септември 91. 8 септември. Да. Ние На бевме денот. први што унутра така малце направивме нешто. Галама. Welcome. Прво унутра, после надвор, на Нормално. стејдж. Да, добро, и тоа е јак момент. За паметење. И државноста која донесовме со нас се донесе. Така е, баш така. Подобро и прв албум На македонски на јазик. македонски јазик, ти како го нарекош посветите. 001 број. Па, така е, 001. Така. Јас сум 007, ама тоа е 001. Мичо, се разликува Се држиме хемијата што ја прави пејачот со публиката, пример ако земеме Поце, не зборам сега тука за добро заложено, уопшто кој каква енергија си носи со себе. Пример Поце и Ристо. Што би рекле, како би ги споредиле Ова не сум во слушнал никогаш. Ајде. однос со публика, енергија или било што, знаеш, како ги доживувате, пошто вие позадински ликови, знаеш, тука со гитарите. Што позадински ликови, јас се ги пратам што прават, како позадински Он ликови. карти број ти Ти не бреш карти. Бака свири баси, 100, 200, 300, абе, убедно, број карти, Тачно тој е ти тоа. магија. Тоа е тачно у штип се дешава тоа. Напред си она. Да. Не, добро, Напред Мичо си- знае да заигра, си имал Напред си посебни фронтлайн. хореографија, нека. И баш у Штип, еве го спомна Да. Штип. У Штип 100 пути, нели, свириња, ама Овда конкретно она- рани 90-ти.
Тоа е Ептен рани 90. мега концертот во Штип, не Ама постои. тој 91 втора. Тој што беше тој оваквото, ние нели преку ден доаѓаш, се треба се наместиш техничка проба и така натаму, ама имаш еден тип. Чекај, вика. Што бе? И оттаму викат, вика сега вика го надрља. Зашо бе? Еве ти го со гајба пиво некој. Што е бе? Вика, живели ова. И тоа почиња у 4 поручек. А до концертот? Многу гајби. Па тоа, ако почне концертот, он дојдеш уште со 2-3 гајби, па уз концертот ти им даваш на сите, па тоа не смеш да прекинеш. Овој ти вика нема прекинување. Тере вика ти како? И ти таму вика мораш да го слушаш овој. Така вика тој ми е некој така фрајер. И си тераш така. Јали, секој случај Како сте се можеле толку да командери, пиете? Тоа не ми е јасно, ја никогаш. Ме изненадува, пази, а фини момци че ако влегам во група, стварно да кажувам. Многу е интересно за меморија, бидејќи ние сме бенд во кој, како што гледаш, обстанува со години. Пеачите од сите албуми се заедно. Така е. Значи тука сите одрично се дружиме, за разлика од сите очи што си вадат меѓу себе. И ние сме сепак една кохерентна екипа. Има разбирачка. Значи, во последните 5 години многу наши синови и ќерки се испомажија, се испоженија, испосвиревме на свадбите на нашите деца. Ви кумови сте си... па и Они тука се, се да. генерација. Сите сме деца тука генерација. некаде и децата еде. Знаеш како свадба? У петок на Мичо, у другата недела на Цале. така. У вторник Христијан, у среда и тоа така траеше. Свадби не може да се Кој на куртулише. кого е кум, како е? Поце со Вале, јас сум со Мене ми Цале. е Валентино, Добро. Рима. а он со Цале. Да, Кој- да, со Цале ти е тебе. Така. Не, јас сум. Он му е на Цале. Добро. Како? Што Сега рече? третото го кажеме, трето ќе кажеме нешто. Како беше? Да. Дај повтори. Одлично. А Велес исто еден момент има, сега со Тоде ме подсети, каде што скоро пред концертот ваш, Лепа Брена требала да има концерт, Недела дена пред нас. недела дена бре, Да. не продала ништо, не продала, Не. не знам, 10 карти продала. Не, 7. 7 карти. Вистински ова. Седмица. Седум карти. Јас бев у билетарата и видов колку беа И скинати. човекот ви вика, дечки, Вика, вие сте луди, враќајте се за Скопје. не правите глупости. Во враќање, ние плакати ставивме на радио, идеме ова. Абе, ќе свириме и чао. И се деси тоа што се деси. Најголемата и најдобрата затворена хала во тоа време, Младост у Велес, Голема хала ето. беше искршена, демолирана. Од надвор како нинџи, затоа што горе памтам имаше она армирано стакло мутно. Дебело. Кога се напиле, Да. Од 10 сантима она што е армирано мутно стакло. да. И вика, вика, они се качува, вика, со јажиња. Кршеле, влегувале таму ко нинџи. И Снемало цела карти. трибина беше скроз полна. Да, имавме едно Чека, ама што е се ова, самодоверба, самоувереност Не, или знаење на и една- публиката? имавме- Значи човекот ти вика Лепа Брена 7 карти, ти што, знаеш, И го Нема, откажа. ние крај, верувавме во тоа што го правиме, што знаевме сега па што тоа се само случува. кажам, значи, едноставно- Значи ние дури ние се не сме се прецениле, земавме само 15 купчиња по 100 карти. И од кога се продадоа сите карти, овие влегоа од страната и почна да ја кршат салата. Тука има еден интересен момент што Поце никогаш не сака да го збори. Аха, Цале бубњарот се ја забори ташната, се истрча, се ја зема, ама и овие ја забори ташната и се симна публиката унутра. Гардеробите Поготово- што имаат. Да. И Цале, Ајде. да, Ај, спортски. ај, ај, ај. И трча Цале натаму, ние влеземе Чека, више у обезбедување гардероба. постои нешто? Слушај, тоа е Че полиција, бе. Милицајци. Милицајци и едно 50 девојчиња го скубаат вака, него Ај, го ај, тегнат, овој вика полиција и овој му вика кај дигаш опашката нека те скубате. Ај, А ние со Цале од сам си го озгора, барал уште. слушај, ние со Цале вака од озгора го гледаме на стаклњакот е и се газимо смене, не му отвараме вратата. Е тоа беше Ама не, слушај, да те куба тоа нема везе, него ја поплавев буквално без воздух останав, пошто бев на вака рачка. А што да ме како тоа може, окей, се прифаќа, се трпи. Ма ништо не се трпеше тогаш, ама што Да, ќе правиш? и имаше во Велес интересна работа, штета што тогаш немавме мобилни телефони, 50 метра транспарент меморија. Бе, добро, транспарентни секогаш има. Не, концерти, многу да, долг. значи. Многу Ама долг. знаеш ли како Има беше? направено. Пишуваше меморија тире Македонија. Да, и
И крај до крај на хала. На крај човекот се откри, кога пака Добро. идејќи по емисии, дека уствари го пишувале со боја за кондури. Што збориш? Да, со така боја се- за кондури. Баја ги ја- потрошен. Не памтиш ти. Баја ги Баја боја. ги кондури. На времето, ако видевме... Оделе со накви Слушај, несјајни кондури подолго време Чекај. после. На времето немаше овие што печатат на мајци овакви да. работи. Шаблони И правиш. што се дешава? Шаблони ќе направиме и оние жутите мајци за физкултура. Добро. Што имавме. Ќе си направиш двојка, тројка, не е битно, 12 она, според тој што го сакаш фудбалер или кошаркар, и дома со ималин, илирија ведрок, црна. Ќе го направиш такво и ќе го ставиш на сонце 2 дена, вака се сучи да упие мајцата Ма, и после нема ни да си мириш може да на прокуваш како со ќе- варикина, нема. Патина да добие. Мирис да пример. Патина, да. Да, Јас и тоа сум не ти се го пере, штапав. после си останува. Па како? Јас штапав Че Гевара. И сите ке мене доаѓа на мајците Че Гевара, Ај, ај. шаблонот Че Гевара. Да. Слушај, кога Ова се беше подсетуваме, добро. ајде да се подсетиме малце да испееме едно делче, еве, поце чим зборевме за тебе. Ајде оган под звездите да испееме, ама еве во некој состав од нашиот бенд, ама мислам дека може гитара да треба. Мичо, Може и да бива? не треба, ама бива. Ајде да направиме така. Кој рук? Може. Ваш. Оп. Не сум веќе оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ноќите. Во овој час чувствувам еден бел конј умира на градите на некоја планина. Мојот дом од името далеку е. Пуштете ме да ја видам светлината. Сонцата денес силно нека света. И птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. И птиците да се вратат на југ. 1909 година, петок, 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ. Под бледата светлина на светилката, за прв пат во историјата на градот е видена Ова е чај. Ова е чај. Браво. А што правиме муавет? Што зборевме? Така, се подсетивме на оган под звездите, одлично. Одличен После бенд, ќе го одличен. чуеме и добар бенд. Ќе го чуеме и Ристо Самарџиев. Ќе видиме која песна. Ти кога сме влезе во еве преска дека збориш? Како те Перо може би повика? знае Како беше по-прецизно. тоа? Па ми се јавија по телефон, Ти тогаш си беше соло? тогаш бев соло, тоа беше еден Значи, период. заврши- Кога поминав тоа Цилиндер, па Така. Хаос in Laos, па почнав тоа соло. Едно друго и кога ми се јави Перо, кога ми се јави, мислам баш ми дојде моментот, ми беше малку прекуглава, нели, од оние настапи, соло настапи. Добро беше, се Макфест добро, колку ма не пати беше толку интересно. Со соло. Прв пат беше 87 или вили. Да, после тоа уште некои 2-3 пати. Да. И тоа влечеше така некако така, се така. во ред. И тлееше во мене тој порив за Рок-н-рол. рок-н-рол, за да удира тоа Група. појачалото од позади, вака да се погледнеш со Да. гитаристот, нели? Да те И да прати. му кажеш, многу си јак, брат. Да. Да.
Да му викаш вака уште еден круг. Се јави Перица и вика дај да се видиме вака една друга за некоја соработка. Што се вели, седнавме, пак кафански муабет, или пак седнавме во некој кафанче, култно скопско, МЦМ, да. А, добро. Да, култно Зоки Малиот. Да. Зоки го држиш тоа, што е? Да. Кај Зоки Малиот седнавме. Муабет, ваков, онаков, јас викам, луѓе, јас сум се уште си се доживувам како рокер. Така што ова ми доаѓа ептен добро, само дал ке можам, многу Лесно те материјали имате, кримица, вакви, онакви. Ле, во него, не сум бил во тие ептен рокер, А пошто чекај, сети се. ле во него оганот под звездите. Ај. не, Сети ама се што е, искрено, тоа го кој кажав песна тоа. ти се допаѓа? Нивни. Не, нормално и Нена. Која е највише онака? И Нена, и Оган под звездите, и возови, И Снежно, Сето Снежана. беше добро. После сте. Тоа беше после. Ама не, факт е дека јас малку како скептик онака настапив, многу внимателно кажав, викам луѓе, ја цел живот сум бил некој new wave типац, знаеш, Така, онака едно House друго, in Love, знаеш. така. Да. Да. Така што не знам тука дали ќе успеам да одговорам. Ќе пробаме, зошто да не, што ќе направиме, вака ќе направиме. Што би свирале, како би ја терале, каде е приказката сега, нели Поци има претходно 4 албуми, така беа, Поци, нели? Да. 4 албуми, како се јас во сето тоа ќе се вклопам. Нема гајле, ајде да трне сета таа работа, па ќе видиме како ќе тераме, што ќе тераме и така испадна. Имаш ли ти некаква замисла, Првата викам, проба, слушај. што беше првата проба? Не беше проба, тоа беше Ја и со јанка. гитара. А првата така? проба, Да. не, уште муабето таму. Не, одма тука од некаде се А појави. на гитара, прва- а на да, првата проба онака баш идеш ти бендо цел, Прво ја не им пробуваме. соопштив на нив која е мојата замисла за оваквото. Ама дојде во меаната. Дојде во меаната, да, така и се беше. договоривме све што треба да се договориме, гитара излезе, нешто имам ја идеја ваква, таква, ајде ова, она и дирлада. И прва песна Дирлада. со Ристо е Дирлада. Да, И- да, ама и од Дирла да викам- имаше само еден рефрен што се вика, Да. после со перото да се сработи. Седнавме и убаво цела ја комплетиравме, ама ја прифатија пред се поради актуелниот момент, тогаш беа затворени границите, нели едно друго и таа беше. Имаше многу убава прича у тој момент. Да, тоа беше И приказката, отидовме кај цела што им Љубовта се Јорго допадна. нема Инаку граници, како да. како жанр кој што требаше да мислам малку беше За да не ме, почнува. за да не Ти ме сега ја рокер на душа, Слушај, Дирлада. Па, јас Слушај. ама многу внимателно тоа го кажав, луѓе. Да. Значи моментов во однос на текстот мислам дека ќе одговара. Но во однос на музиката не сум сигурен. Ама Специфична песна. Моментот да. Мајцата, беше, двајцата моментот дојдовме тогаш кај Дарко Мјалковски. Не може да се осмелам исто пак кај сите да дојдам со оваа прича, пошто Поце ради тоа што не сакаше да пее одредени песни у тој момент, си замина од меморија. Дирлада беше во план уште подсекоја беше? Не, беше цимер од пеницилин. Двете бе? Не, таа и уште Не една, може- Дирлада не можела да? Не. цимер и уште една друга која он нешто вика ние треба да свириме сега више стигнавме во височините. Тоа ми беше многу фенси. Да, Ја викам стигнавме- треба да сме рок. Стигнавме Ама нека малце вака Не, да се многу високо стигнавме и вика ние треба да се свртиме кон B52, малце тото, чекај бе, полека се. Биди така и тука се разидовме. Така дојде Ристо, отидовме кај Дарко Мјалковски, ја направивме песната и јас ја викам порано Димитар Масевски ми беше апсолутен фаворит за тоа кој ќе му пуштам песна, кој ќе му каже Добро. страчка, ако ти каже 100% не ја бива песната. Ако Да, ти да каже- процени? Да, ако ти каже хит, тоа е завршена работа. за Димитар. За Димитар Масевски, Масевски, да, да, мојот да. старосват, тогаш не беше веќе тука и отидовме кај Драган Костич. Тоа е втората моја замена. Аха, добро. И заедно со Ристо идеме кај него дома, снимена Со што, веќе... со демо? Со демо снимаката што ја направивме кај Дарко Димитров. Добро. Не бе Дарко. Дарко Мјалковски. Мјалковски? Драган. Кај Дарко Мјалковски. Пак е Дарко. И он ја испрограмира, ја држи му и Цеве. ја слуша Да, бе, слуша Драган хит. Чекај уште еднаш, на касета му една совме. Чекај, таа грубо снимена сега, не дека не знам направено со дотерана. вокал, више личеше на Или Ама више демо, тоа е тоа. демо, некој е Демо, малку да. по-солидно демо, Да. е така. Ама демо. Ја. Да, пак не. Вика хит. Вика да ја пуштам утре на радио дискусија. Не, викам, чекај се. Така му беше намерете. Да. Не, викам, стои се куќите. Че не ви се рувеше? Не, ама сега тоа е, нели, правиш ресерч дека сега треба да смири, знаеш како е тоа? Знаеш, менуваш малку концепт, Така е, едно не ти е друго, седно, знаеш. да, онака. И мораш да се испиташ. плашиш малце. Да, испиташ. Ја викам чим Драган, Да, вика ми е гајле. Дојдете вамо сите, му викам Ристо ни е предлог да биде нов пејач, му викам
Еј, супер идеја, они цале на прва, пошто знаеш ние по оне гец, ја е гец, овој по е гец. И малку Не само тој... по таа линија. Не, Сега го направи. Гени баш кај него го слушам Ене, одгоре, Гени е се горе. смее. Да, И нормално. Па и он е... тоа е една од линиите. Тоа е една од линиите. Многу убава синергија се направи и можам да кажам дека технички, а во голем дел и музички, петиот албум на Меморија е најзрелиот. Најзрелиот веројатно албум на искуството Меморија, само ради по себе си искуството прави, да. и целата работа. Тука голем придонес даде Тоше Поп Симонов, кај кој се снимаше песната, и сега ќе морам него да го споменам и да кажам Добро. еден мал детаљ. Црна се чума зададе една песна која има милион канали. И после 6 месеца и Објасни им што се милион канали. тоа за миксање кога е Да, ама големиот значи миксер. има многу Море тупани, море зурли, Свашта море има. гајди, море И ово. она. ТВ канали. Многу радио. траки, и многу Мичо, сега, и да, све. Многу траки одсвирени, така. И Од многу Вајаме инструменти. се, Вајле вика да ако чуеш миксот, вика, ја викам, вау, Фусов не чини, вика. Тоше, дал си нормален човек, ова Фусов не ми се слуша. И само му направи вака на цел микс. Го растури. Ај, одново. Викам, ти си луд, чега, те предаваме му Да, деа го деца работиме, да го штампаме, бе. работиме. Човече Божи, да си нормален. Утре ќе биде готово, вика, оставиме Оставиме. се. И доаѓам другиот ден, го пушта и стварно малце Фусов се слушаше. Ади, немаше тогаш дигитални миксери. Ништо. Значи, не, Аналогно. Се аналогно. Значи, Пешки, се- Уше Да, клубово. мачна работа. Само Фусов се слушаше 1% боле од тоа. За тој 1% он Ја не направи разликата. спиеше уше 30 сата. Така да тоа е еден лик кој има оставено траен белег. Не, тоа да е гениален. Да. Малку околу тој процес на снимање многу ќе им биде интересно и на луѓе. Еве пример Поце и Ристо да ве прашам. Која песна, зборам за процесот на снимање, ви останала така во сеќавање? Дали дека, пример, сте ја пукнале од прва? Дали некоја па ептен сте се мачеле со некоја? Која ви е у сеќавање, онако што сте ги снимале со Меморија песни? Ја збориме студиски снимања. Види, генерално, снимањата знаеа да бидат и у 2 ноќеска, и у 3, и у 4 сабајле. У МРТВ и така натаму. Чекај, тогаш сте закажани да речеме? После Кој те два прашал нешто, тогаш после си 9, закажан? после 9 имаме Ти термин. вика, дојди, после нема 12 тука, имате можам, не можеш. Так, Како можеш, Да, не рок можеш. бендовите така. Доаѓај. И значи два сабајле, тоа е, два сабајле. Со Таше Гецот на крај у 7 не викаше да гледаме трки со коли. Па како што Ние не имате гледавме на очи. онаков студиски прозор, ама таму МРТВ толкави беа. Па си заспал, ајде бе, ти си наред, ајде. Каде бе, што чекај, леле. ајде ти сега. И тераш така. Али генерално кога вокали кога се снимат, секогаш моменти е на инспирација. Аха. Како ќе ти дојде. Е, на пример, кога ја правевме Шушки на првата плоча, Добро. и таму има еден фрагмент кај што го пеам Роберт Плант, тој Цепелин. Така То е. таму ми Да, текна. да, Никад да. претходно не го размишлев. Така е. Роберт Плент. И го отпеав и вие. Тоа е браво. тоа е така нека остане и си остана на пример. Па има така. И сега такви ситуации постојат милион. Ова никаде за сега не сме го кажали, за четвртиот албум исто си отиде од бендот. И му викам, бе, нешто почна исто така да филозофира, му викам, и тогаш го земавме Емил Канаваров. За пејач, тој е еден добар момак од Штип, 3 пати на ден им се викаше бендот, така изгледаше као ковердел. И пошто почнавме па малце, малце брзо беше љутко порано. Брзо љутко. Знаеш, ако нешто не му е баш така како што сака, да, не си одам, него не се разбираме и добро. И ние го земаме него, секогаш. го правиме албумот, Да, бе, да. го правиме А и албумот со Канаваров, све, значи малце по-хеви да звучи. Тоа е четвртиот албум. Човеков не успе да се снајде во да се вклопи. во тоа што нашите очекувања и неговите можности не дадоа резултат. За жал, иначе он е одличен. Многу ствари беа и дојде напорно И снимање. сега што се случува, ја не знам сега што ја правам, албумот готов, Чека, договорен. закажано снимање све направено. Не, ние сме у Почнавме да студио више. снимаме, Ај, више, ја. да. Готови се песните, се е Тош. готово. И слушате, Не бива. И Ај. ја морам да му сообштам на него и сега, ама на него ќе му сообштиш, ама што ама што ќе ќе правиме, кој ќе... Ама јас потпишав тогаш со Еми Дејан, Добро. значи за албумот ги даде парите за студио, за све плати човекот. Така, Сега викам, така. сега што- Да бе, нема И играчка. му викам на Мичо и на Цале, викам идете во Mission Impossible. Добро. И Цале, шо бе, шо? Викам, кидете се овој утопана, ќе го молите да се врати, му викам, нема друго решение. И Мичо како што
Добро, ај ќе видиме. Ама они не разговараат. Ние не збориме за тоа. Така. Слушай сега. И се тебе емисар те праќа. Не, и Сале, тој е најлош. Тој па, нема, ќе дојдеш. Точка. Ајде, тргај. И сега он ќе ја каже неговата приказна. И сега се создаваат тројцата одеднаш само за непун саат. Се создаваат у студио. И викам Перо сега малце кочница. А лесно го натеравте? Дојдовме до темата, ми ја покажа она црвената гитара. Да, што ми се искаше почнем. на жалост. Слушај ова. Па таа личи као на Джордж Майкл, она у Фейт. Кој бренд? Некоја Румунска специфичните? фирма е. Тоа е купено Романија. 69-та година купена Готово. Некој редок примерок. у Букурешт таму. Добро. И И ништо со гитарката таму малце се седавме, малце пиво, малце ова. Ајбе вика пакој се вика. Добро, ајде. се врати Леси И долу. влегувам у студио и Тошка одма вака. Браво. Што треба вика? И он пушта тоа, добро. И Не, ама ова е оригинал. Што треба да се испее? и цела плоча ја снимив у 2 дена. У 2 дена ги отпеа и пратечите вокали. 3. Ајде, добро. Не бе, 2 дена. Ајде да и Два и три. пол други. Ајде, 2,5 нема Али ајде двое. тука има не само тоа, имаш пратичи, се живо. Да, не е тоа само да ја испеав песната. И не овака, чекај овака, не. Абе Да. вика добро е. Пробај не, тука вака. ама Тука, знаеш што, плюс тоа рачунај дека јас сум од оние типови кои што тогаш немаше оние пич шифтери па точно. си отпел фалш па чекај ќе те поправим, не, оди си ти нема везе. Така. Ја ако чујам, а добро слушам, он вика добро бева, не, Враќај. викам ова не чини, дај пак ќе се Добро, отпеам. баш кога се можел да ги малтретираш кога више толку те може. Абе не вика супер, Точно, не е точно. супер. И сам сум се Не, не. враќал и све док не биде кој што треба. И јас собрав храброст цело време почнам му кажем како што обично кажам на Ти уќаш? снимање. Не. Од кога влезе виши унутра, мој е готово, кај ќе искочи горе, у подруме. Не така вака, овој дел вака, овој дел така. Иначе можам да кажем дека и за двајцата се исклучително добри што тоа што се добри вокални солисти е една работа, него луѓе кои знаат да восприемаат идеја која ќе им ја дадеш да ја направат да биде реална. Пошто ја не сум пејач, ама знам да кажем што треба да се отпее од прилика. Тоа се двајцава, стварно мислам едни од ретките пејачи и меморија е горда на нив двајца, стварно. Македонија е горда човече, Оди, тоа се Не, мислам вокали какви што нема. Ава ти кажувам, мислам човек. Ма така еш види го. Гордо. Да не ти е кеј да чуеш. Гордо не попали дефинитивно, да, се слушам. Ајде да се подсетиме и на вториот вокал сега веќе кога после го чувме да го чуеме и Мичо, Ричо ќе одиме? Самарџиев. Одиме, Нашите ајде, слики ќе ја пееме. Ајде. Една слика од нашите слики. Ајде, слико моја. Во моите мисли се уште стоиш. Ко зелен остров сред океан. Во моите песни ќе те има секогаш. Во душата рана длабока. Твоето име ко сенка ме следи. И очите твои пред мене се. Нашите слики како икони ги чувам и созите не ги запирам. Се уште сум герој во ногите долги пијани. Скитник на пат, се плашам да легнам негде да
pusto Basta pusto Ако прашав 100 пати кои се тие тајни билки и зачини 11, што ги ставаш? 100 пати го прашав. Не ми кажу. 10 копанчиња, ама ако може зачините и билките посебно спакуете ги. Оба! Фала многу. Чао, чао. Оба. Еве ги. Оба. Ај, билките бе, брат. Билки, ај. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диастоп Директ, прашок за директна употреба и Диастоп пробио капсули. А од сега и капки Диастоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диастоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Ептен сте брзи, супер да се соработува со вас. Секогаш сме тука. И со колегите консултанти од Мкеш, и со продавниците за пари, и онлайн. Но тоа не е се, Мкеш имаат и одлична исплатлива програма за лојалност која се активира уште од првиот кредит. И тоа не е се. Овие 2 месеци славиме 7-ми роден ден и повторно те наградуваме. Со секој кредит од Мкеш влегуваш во игра за една од 200 супер награди. М први, М брзи, М најдобри. Мкеш. А како влезу кутија? Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ние загреваме побрзо, за вие да можете да ги забрзате работите. Користиме пареа за да создадеме совршена кора, за вие да ги усовршите вашите вештини. Правиме топлината да циркулира рамномерно, за да уживате во кругот на семејството.
Ние печеме во чекори, за вие да можете да ги преземете следните чекори. Ние ќе готвиме, вие само уживајте. Нови Опти Бейг градни рерни од Горење. Горење. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Во Македонија времето е релативно. Брат, ајде на по еден дам. Пола сат и бегам. Доаѓате на концерт? Се гледаме на Афтер после! Ова е последен пат што доаѓам негде со тебе на пола саат. Добро, ај. Дај по еден дам. Башка, што се секираш? За пола саат си дом. Денес на менито имаме бел чај со портокал. Пиеме богата мешавина на вкусови мириси која ќе ги разбуди сите ваши сетила, грижливо одбрани билки кои ќе ви го одземат здивот, се разбира од Good Nature. Историјата на брашното јасно покажува како некои работи, ако им дадеш доволно време, може да станат исклучителни како моето брашно од Кадино, најдоброто. И доколку сакате секогаш свеж и прочистен воздух во домот, побарајте ги Hisense клима уредите. Имаат висока ефикасност, висока енергетска класа, греат дури и на минус 22 степени и го чуваат вашето здравје. Можете да заштедите и до 30% на електрична енергија. Најдобрите се Hisense, имајте природна свежина во домот. Одлично! Цефо, мотивиран си нешто денеска, да ти кажам право. Ова беше добро пеење. Сега ќе се подсетиме на некои стари моменти низ видеа. Некои видеа што ги подископавме од неколку места. Ајде да видиме, ние ова го викаме меморија за меморија. Ајде да видиме какви мемории имаме за меморија. Пошто нешто сме и подзаборавиле, така што убаво е вака да се подсетиме. Ова е после победата против Чешка, така? Да, ова се нашите коментари. И ова има приказна своја. Има приказна? Поце кога ќе видиш вакво нешто, кејф ли ти онака? Ти се пунили душа? Па ми е кејф, у случајот нели Македонија, ја автоматски си ја врзам за наназад овакво успесиве на Вардар. Добро. Затоа што двајца имам у фамилија ептен блиски кои што се најголемите физиотерапеути у Македонија и двајцата беа у Вардар. Аха. Шура ми и синот негов. Спортскиве моменти, значи ти се... Значи пази, Малиов, Виктор го поздравувам, пошто е помал. Он беше на два пати кога беше Вардар еден по друг, а ни еден друг тим у Европа, па ни у свет нема две титули една по друга. Шампион на Европа Вардар, у ракомет. Така е, точно, така стана, да. Сосема случајно за барање на спонзорство кај Мукетов, Волкалоид. И се развивме еден убав муабет, а бе вика, ја ќе ви открием една тајна, знаеш, после се ослободивме, нели, тоа е првото вие ово, она, јас сум постар од нив, и он се да се ослободиме со тие формалности, а бе знаеш, вика, што пеат, вика, секаде, вика, момциве од ракометариве, вика, низ цело, ја немам појма, вика, оган под звездите. И оган бај. Абе вика, ама нема, вика, губеле добивале, вика, оган под звездите, тоа е за вика. мотивацијава за така. Тоа е тоа, вика, и баш
ми е драго што овој пат вика ќе се споиме и ќе ви помогнам околу концертот, ќе бидеме заедно на целата таа приказна и се дешава победава и снимак излегува со ова, абе коса ми се испред да ти кажам. Цела ноќ не заспав, затоа што тоа поврзува цела една декада. Значи, оваа песна е 88-89, може да замислиш колку години ова траело и се уште живе. Овие ракометари половината се така во тие години. Тоа значи дека нешто што има вредност ќе остане за секогаш, за генерации. Тоа е македонското музичко богатство. И тоа не може никој да го избрише. Затоа што тоа го чувствуваат луѓето, знаат емоцијата да ги понесе. И баш ми е драго што овој пат еве и Алкали ќе биде со нас нови концерт. Апсолутно. Супер така кога ќе се поврзат енергиите, нели? Абе најдобри со најдобри обично ги очекуваме и ракометарите, еве да ги поканиме вака јавно за концертот, нели? Ристо откри темата, јас мислам дека на по звездите ќе се качат. Цел тим од ракометарите. Треба што да ми го кажува. Не, бар не сега. Ај второ видео. Преговараме. Дај второ видео. Така. Плейбек се пееше, како беше? Ве фатив, плейбек. Ама битно убаво си поминало. Значи, трети вид да се крсти таа приказна. Точно 5 за 12 ние излеговме. Так. Ја отпеавме Македонија, се качеа Киро Глигоров и Клюсев и сите останати. Го пукнаа шампањот и ние продолживме. Фишкогорски. Да. И убаво се сеќавам, убаво се сеќавам дека на некои места дури од што беа возбудени луѓето, ние пееме таму, кај што ни пеат Македонија, малце се дешава како се вика. Фонија, ама толку енергија имаше во целата приказна да е тоа не видам. Сега, нели, поминаа после толку години на оној концертот што ни беше на 2017 година. Тоа беше исто откривление, кога ја отсвиревме песната, сите беше навистина еден... И ќе биде пак на 11 јуни. И многу емоции имаше која ја изведовме на Бубамара. Да. Зашто Дадо Топич со нас настапи. Так. И Дадо вика, па ова боле звучи од моје. А ретко кога кавер да звучи подобро. Да, ама што цела сала пееше со нас. Тоа е Добро, атмосферата беше супер. Да, тоа се тие моменти. И така. Морам да се пријавам, извините те прекинав, да, тогаш не бев на сцената, тогаш не бев нели заедно, под се беше тогаш во меморија, но ја бев некаде 200-300 метри пред сцената, тука сега кај сегашен тренд некаде, така што и оттаму сум ја пеел Оган под звездите на тој еден, онака собрани друштво, да уживаме во моментот голем. Да. Само да знаете, како, нели, кој што кажав, дека енергиите кои ќе се спојат и тоа е. И сега да префрлиме само од таму работата. Да, дека неколку години подосна дека еве. Да. Последно видео, ајде, последно видео. Исто лица ми ја погоди. Ти го знаеш? Зашто пееш тука? Карузо. Како се стига до оваа идеја да се пее пример Карузо? Кој ја дава, како доаѓа до тоа? Па прво јас сум голем љубител на опери. Имам у фамилија сериозни луѓе кои што тоа апсолутно многу добро го знаат. А инаку тој фрагмент што го видовте таму сум не на ивица, него со средна фаза на пнеумонија. Се мачиш додека бееш? Да, сериозно болен тоаш. Ама мора да се пее? Па мора. Ки има нешто вака на концертот на 11? Не ти кажи. Овакво, види. Нешто вака, нешто слично, нешто. Ова бара многу голем ангажман за да дојдеш до такво ниво. Добро. Можда, ама сега, знаеш. Ќе видим. Да, ќе па бо. Словенци би рекли. Значи, сем Конкорд на нашиот концерт гости ќе ни бидат next time. Добро. Ќе биде особена чест младите момци. Така. Ќе бидат заедно Ѓурѓа ќе ја изведеме, Поцек ја
Одлично. Да, Тоа ќе биде добро. исто така ќе бидат гости, поскумно ќе изведеме песната за Аки Рахимовски. Една од песните, кај што ќе го пуштиме прво во живо, тоа е наш скопјанец. И по прв пат меморија И Ружица. И една и пол минута, две, ќе изведеме една од песните, нема да кажам. Да, добро. И Ружица и Ивица од Ареа. Брчиевски. Има уште едно изненадување кој и они не го знаат, ама ќе им го кажам сега овие дена. Денеска почнав да преговарам со едни. И мислам дека и тоа ќе го завршам, така да мислам 4 до 5 гости. Само брачниот пар од Ареа? Не, извини, значи ако следиш и на прошиот наш концерт, од Зијан беа само двајца. Так. Значи од Добро. Аутограм беа Тоа само се кажува, двајца. имаме представници од Ареа. Да, представници од Ареа, да. Па лели. Да, и представници од Конкорд. Значи да не биде дека Добро. 11 јуни, подсетување за гледачите. Стадион Нарама, набавете си билети. Тие што се останати билети до крајот до почетокот на концертот, да не ви биде после криво кога ќе стигнат до 70 милиони views, како што вика. 100 милиона. Ете. Тоа што би рекол Бошко, уште ова за крај шала од Штип, нема место игла, значи седат на врата и луѓе чекаат да платат карта. И викам Бошко, пуштај уште бе, дека се на кацабе и на керамиди седат, вика, дека да ги пуштам, вика. Ја вика, пуштај уште. Така ќе биде и сега, и затоа набавувајте си карти со време. Тука завршуваме уште едно прашање за крај. Дозна дали гласаа момците за тебе или не? Па они беа у кампања, само беа едни undercover, другиот беше директно као поце. Значи некои други беа скришни. Така. Тие се најбитни. Та-дам! Ајде цефо едно тако. Имаше наша подршка секако, да. Ето така. Ова е најдоброто од Македонија, Good Nature, чевите и од Прилепска пивара, Златно дапче, нашите спонзори за сите. Па нормално најдобрите се со најдобрите. За после концерт може во КФЦ да одите, ова се картички за сите вас за попуст. Дечки, 11 јуни едва чекаме, 2017 беше топ, оваа година ќе биде уште подобро. Чекај се, ова да го поделиме треба? Не, за секого има по едно. Фала Богу, ќе беше проблем иначе. Не, тама работа. Секој по едно и резерва има. За секој по две. По две ако по треба. По две ако треба да ги испратиме. Меморија 11 се гледаме на концерт. Дечки, фала ви многу. Фала. Чао. Браво, бенд. Жаре. Музиче, ајде идемо. Па! И доаѓаме до крајот на оваа епизода. Тука веќе можеме да ги фрлиме сценаријата, толку не ни требаат и ќе одат на рециклирање. Добре. Користете ги вие отпадните канти на Пакомак, бидете совесни, бидете грижливи, дома селектирајте си, сортирајте си отпад, значи стакло со стакло, пластика со пластика и користете ги, пак ќе речам, кантите на Пакомак и фрлајте во жолтите, нели, лименка и пластика, во оние зелените за стакло, фрлајте го стаклото и така натаму. Една ни е планетата, мораме да си ја чуваме, една ни е и државата и така натаму. Наредната емисија имаме многу добра еден епизода, многу специфична, имаме многу гости, доаѓа Заев, Груевски, Шербеџија, кој е таму, Мистер Бин, доаѓа, многу луѓе доаѓа, значи многу специфична емисија. Не треба да ја пропуштите, сигурно нема да зажалите, што ви рекол Васко Ефтов. Кој исто така доаѓа, бајдови, во следната епизода. Тоа е тоа, гасиме, чао, се гледаме идната недела. Чао.